Доктор, ке со оглед на вашето искуство долгогодишно и се разбира следење на состојбата преку Сдруженијето чист председател сте. Какво е вашето мислење во изминатата деценија, кога се во прашање приватните болници, бидејќи еве кај граѓаните има размислување дека државата ги приоритизира наспроти јавните здравствени установи или општите или клиничките болници во државата? Печатокот на колегите, нели со кои што сите дискутираме за проблемите во здравствениот систем, кои што го мачат нашиот народ, можам да кажам да општ печаток е некако да сите закони се прават, некако да се фаворизира и да ојакнува со тек на време приватното здравство, а додека слабе е јавното здравство наспроти што треба обратно да биде во сетото. Заради тоа што ние имаме еден единствен фонд кој што е монопол. Значи тука веќе огромно е размислувањето и на докторите и на пациентите. Прашањето е секој ден зошто плаќам во фондот за здравство, кога 80% од услугите ги плаќаат out of pocket, кои што ги викаат странците. Значи тоа е и статистика и забелешка на Светска банка, на Светска здравствена организација, со кои што ги третираме и разговараме сите овие проблеми кои што ме тангираат. Така да сметам, мој термин на почеток беше добро замислен, нели, но некако се изгуби смислата, немајки кадар, намалувањето на кадарот и мигрирањето на најстручниот кадар од нашите болници во приватните болници, каде што им даваат многу појаки плати, многу подобри услови, постои континуирана медицинска едукација во врвни центри и едноставно секој бара квалитет. Но прашањето е дали секој има пари да плати 3-4 евра за операција на дојка и за други тешки операции. Така да сметам дека ние не смееме да си го испуштиме, нели, и да си ги испразниме нашите болници. Мора да има поголем домаќинлук од сите министри, значи во континуитет кој што се, бидејќи нашата перцепција, а јас сум 30 години во здравство, значи сум студирала во Југославија и веднаш кога сум завршила се случило да бидеме Македонија. Перцепцијата е некако да не му се дава доволно простор, нели, да се развие ова и да премине во едно добро јавно-приватно партнерство, бидејќи тие доктори што сме решиле да останеме тука и сакаме да го лекуваме народот, треба да им се дадат најдобрите услови, треба да им се дадат стимулации, треба да постои тоа јавно здравство, бидејќи народот, нели, плаќа за да има континуирана, нели, лекарска грижа, за да има достапност, пристапност, а ние сме свесни дека се поголем дел од граѓаните веќе немаат доктори во своја блиска околина, а некогаш за да спасите човечки живот минути требаат за едно слепо црево, каде што ургентно и може да прсне и да направи сепса. Ние можеме во моментов да направиме регионални центри, тоа го кажуваме, заради тоа што ако сте ги следеле многу мои изјави, сум апелирала да во една болница има анестезиолози, во друга има хирурзи, наместо некој веднаш домаќински да изреагира и да речеме не луѓе, овде ќе ставиме 8 хирурзи и овде ќе ставиме 8 анестезиолози и ќе се работи од сабајле до вечер. Значи не единствено ќе направиме тимови каде што здравствената грижа ќе биде 24 часовна како што треба да биде ургентната медицина, хирушките гранки и така. Ние сега во Велес, еве ќе го дадам примерот, имаме колега кој што иде од анестезија од клиника, имаме увозни за трансфузиологија, во болницата не постои увоноси грло доктор, нели, инфектологијата исто така ќе се затвори, цели одделенија ќе останат празни, ние треба сериозно домаќински да размислуваме зашто ќе ги искористиме сите тие простори, дали ќе ги направиме за грижа за стари лица, нели, каде што сестрите нема да останат без работа и сите овие сестри кои што остануваат, може да се употребат и многу посреќен ќе биде, нели, тој пациент ако има 24 часовна грижа од сестра, која што ќе му мери шеќер, која што ќе му смени пелени, која што ќе му помогне за ортопедско помагало. Значи, второ, социјалниот момент на комуникација, нема да бидат сами. Ајде малку повеќе домаќински да се грижиме кон сето она кое што го имаме, кон сето она кое што плаќал некој за тоа здравство да се креира, а не така лесно да го отуѓуваме, да ги продаваме, нели, да го јачаме приватното здравство, заради тоа што одговорно тврдам народот нема по 3000 евра да дава итно за операција. Значи да седнеме ние кои што сме на терен, да седнат оние кои што одлучуваат да седнат да работат и да не оставаме се да пропадне, па после тоа, нели, да се даваат дупло пари